Пониква развојот на туризмот, заштитата и животната средина, но и надминувањето на недоразбирањата во одржувањето на ридско-бразинските трки на патеката Кочани Пониква беа дел од темите на средбата, што по иницијатива на градоначалникот Николчо Илиев се одржа со представници на угостителите на Пониква и на организаторите на ридско-бразинските трки. Угостителите го истакнаа задоволството од динамиката на развој на Пониква и подобрување на условите за престој. Градоначалникот Николчо Илиев истакна дека има уште многу важни прашања за развој на спортско-рекреативниот центар на Пониква, од каде додава дека следува решавање на одводот на отпадните води и на водоснабдувањето со изградба на брана на Арамиска чешма, проект кој веќе е аплициран до институциите. Реконструкција на ски лифтовите е на самиот крај, а во координација со општина Пробишти потребно е топовите за снег да се стават во функција и да се создадат услови за континуирано скијање. Со проектот Планински велосипедски рај ќе има нови 28 легла во планинарскиот дом. Ке има подршка од меѓународната заедница, каде што во план е да се изгради едукативен центар и да се врати духот на Пониква, кога беше најпосекуваното место за организиран одмор на ученици. На состанокот беа донесени неколку заклучоци. Да се подобри хигиената со изфрлање на градежниот чуд на единственото соодветно место, градската депонија и општина Кочани, да помогне во зимско одржување на паркинг заради побезбедно паркирање. Во врска со прашањето на ридско-бразинските трки, Илиев истакна дека трките се во функција на промоција на Пониква, повикувајќи двете страни да се договорат за стандарден календар на трките. Ранко Стојановски, претседател на Комисијата за спорт при Автомобилистичката федерација на Македонија, истакна дека Кочани ја има најдобрата патека за ридско-бразински трки во Македонија. На крајот беше заклучено ридско-бразинските трки на Пониква да се одржуваат во последната седмица од април и во првата од септември, од 12 до 16 часот, при што организаторот да води сметка тоа да не биде продолжен викенд. Последната трка од државниот шампионат на Македонија ќе се одржи на 1 ноември 2020 година од 12 до 16 часот, а како што најави Станојковски, контрола на патеката ќе вршат и представници од меѓународната автомобилистичка организација.